Како веќе што рековме, растојанието од дадена точка М со координати x1, y1 до права во општ облик ax плюс by плюс c еднакво на 0 се одредува според оваа формула. Да видиме како практично ќе ја примениме формулава на задача 2. Да го одредиме растојанието од точката со М со координати 4 и 3, значи тоа ќе бидат x1 и y1, а правата М е дадена во општ облик ax, 2x плюс y минус 2 еднакво на 0, значи а е двојка, b е единица и c е минус 2. Растојанието од точката М до правата М според формулата ќе биде, рековме, координатите на М да ги замениме во правата М. Значи 2 по првата координата е 4 плюс пред y е 1 по 3 плюс c ни е минус 2, апсолутна вредност врз корен од а на квадрат плюс b на квадрат. 8 и 3 11, минус 2 7, апсолутна вредност од 7 е 7 врз корен од 5. Ке рационализираме со корен од 5 и горе и долу и добиваме дека е тоа 7 по корен од 5 врз 5. Може да се запрашаме дали точката М и координатниот почеток се наоѓаат на иста страна или на две различни полурамнини, односно се на спротивна страна. Доколку ја тргнеме апсолутната вредност, 2 по 4 плюс 1 по 3 плюс минус 2 добиваме седмица, значи горе добиваме позитивен број, c е негативно, мора да биде знакот пред коренот позитивен и добиваме дека d без апсолутна вредност пресметано е позитивен број, а штом добиваме позитивен број, може да заклучиме дека координатниот почеток и точката М се на две различни страни од правата. Да видиме на третиот пример. Исто така имаме точка М со координати x1, y1, правата е 2x плюс y минус 2, всушност истата права, растојанието од точката М до правата М ќе биде апсолутна вредност 2 по минус 1 плюс 1 по 1 плюс c минус 2 врз, бидејќи c е минус 2, овде ќе биде знакот со пред коренот спротивен, плюс а на квадрат плюс b на квадрат. Значи а е двојка, b е единица и c е минус 2. Повторно пресметувајќи имаме минус 2, минус 4, значи минус 2 минус 2 е минус 4, плюс 1 е минус 3, врз корен од 5, каде што по рационализација ќе добиеме 3 по корен 5 врз 5. Меѓутоа сега приметуваме дека во апсолутната вредност добивме негативен број, минус 3, и ова ни кажува дека точката М и координатниот почеток со координати 0,0 се на иста страна од правата, односно се на истата полурамнина.